Седница на Централниот одбор, една од точките е најавите за програмски конгрес, а неизбежна тема се секако внатре партиските поделби. Тамара Дичовска во овие вести, кои се присудени имали одлуки. За сега се уште трае Централниот одбор, меѓутоа од оние информации кои што ги добиваме, Централниот одбор се проширува со нови членови, така што за нов организацијски секретар е одбран Зоран Трифуновски, додека пак Андреј Жерновски е нов секретар за меѓународна соработка. Меѓутоа, Централниот одбор се проширува и со нови имиња по предлог на лидерот на СДСМ Венко Филипче. Тие се најдоа и на извршниот одбор, кои што беа изгласени, а денеска беа презентирани пред Централниот одбор. Станува збор за портпаролката на СДСМ Богданка Кузевска, која е нов член на Централниот одбор, како и поранешниот подпредседател на Собранието Иван Анастасовски, градоначалничката на Македонска каменица Сонја Стаменковска, Слободан Чочаровски, како и Рубин Земон, кој што е поранешен пратеник. Со оглед на тоа што се уште трае Централниот одбор, ова се имињата кои што засега ни ги потврдија од партијата дека веќе се изгласани и внатре на седницата. На Централниот одбор лидерот на СДСМ ја презентираше и пред членовите новата програма на партијата, политики на кои што работат членовите на Централниот одбор, меѓутоа и стручњаци од различни области, како што беше најавено. Оваа нова програма е на партијата, се состои од политики за тоа како ќе действува во наредниот период опозицијската СДСМ. Денеска беше презентирана, а ќе биде усвоена на Централниот конгрес кој што ќе го одржи СДСМ на 7 јуни. Со оглед на тоа што се уште трае седницата, неизвестно е, како што напомена и ти во најавата, дали се разговара за оние внатре партиски препукувања кои што беа најавени, како се разговара за нив, меѓутоа, иако не беа ставени на точка на дневен ред, ако некој членовите предложи да се разговара, да се дебатира за тоа, последно нели околу исклучувањето на Петре Шилегов од партијата, предлогот кој што го имаше, ќе ни биде соопштено, меѓутоа се уште трае, така што Маријан ги чекаме и од партијата со официјално соопштение, бидејќи лидерот Венко Филипче нема да даде изјава после овој Централен одбор, ќе свика брифинг со новинарите во текот на утрешниот ден или задутре, така што тогаш би ги знаеле оние информации за што точно се дебатирало, меѓутоа ќе има и официјално соопштение после Централниот одбор, каде што ќе биде соопштено, односно околу програмата, новата програма на партијата со политиките за како ќе се действува во наредниот период, да им се помогне на граѓаните, меѓутоа и проширување на Централниот одбор со новите имиња од партијата кои што беа одбрани вечерва. Благодарам, Тамара Дичовска од вечерашниот Централен одбор на